Повод модната ревија "Осмели се да блеснеш", која неодамна ја имаше младата креаторка Ива Спасовска, имавме причина повеќе за да го посетиме нејзиното ателје како од бајките. Во краткото интервју што следи, поразговаравме за нејзините амбиции, сегашни и идни планови. Неодамна имаше твоја ревија која помина одлично, фантастично. Тие што беа презадоволни од тоа што го видоа. Кажи ми ти како си задоволна и како помина ревијата според тебе? Според мене ги надминавте своите очекувања, и јас и девојките и целата организација, гостите очекував да бидат во таков број, меѓутоа ме изненадија што дојдоа сите. Се беше совршено, немам никакви замерки и сум пресреќна. Да позборуваме малку за твоите почетоци. Која е твоја инспирација, која ти е муза? Муза ми се сите прекрасни жени, полни со моќ и женственост, стабилни кои газат цврсто на земјата и се сигурни во она што го прават и знаат што сакаат. Од мала ми беше муза Барби, куклата, а сега веќе ми се таквите жени. Малата Барби, приубаво облечена, цела светкава, Ива ти си светкава, јас исто. Од каде таква инспирација, како мала, што сакаше да бидеш? Сакав да имам фабрика за светки. Да, и сите се чудеа како е тоа возможно. Иако сега немам, меѓутоа пак работам со нив, со светки. Да, немаш. Твоите креации изгледаат кралски, моќно. Сите девојки беа како принцези на ревијата. Дали ќе продолжува со тој стил? Секако, тоа бил мој стил од секогаш, таков и ќе остане, да. Аксесуарите, кои моментално еве сега ги носиме, рачна изработка се, нешто повеќе да ни кажеш за нив, колку време поминуваш, колку често ги правиш, од што ги изработуваш? Ги изработувам од секако вид на материјали, од метал, од пластика, од кристали, камчиња, материјали и ред други материјали кои што не ми текнуваат во моментот. Јас првенствено го почнав овој бизнис така. Ако може да се нарече се уште ова дека е мојот бизнис, пред се ми е 95% ми е хоби и задоволство и љубов, а 5% бизнис, да. Почнав со накид, почнав со изработка од полимерна глина, која што се обликува како пластелин и се пече. Многу работев со тоа. И може да се види, се уште стојат сликите и многу албуми со многу слики на Facebook, во мојот личен профил. Понатака почнав да произведувам корсети и фустани. Еве досега го достигнав ова ниво кое што правам венчаници и многу гламурозни фустани за посебни пригоди. Добро, дали да позборуваме малку за твојата мајка. На крајот на ревијата имаше у нас твоја изложба. И зашто беше конкретно изложбата? Пред 2 години мајка ми дозна и откри дека поседува талент за сликање. Случајно беше во Германија на пат, мислевме дека ќе се врати со полн куфер од шопинг, се врати со многу бои и четки. Не изненади кога почна да покажува што имала од внатре, останавме сите без зборови. Од тогаш до сега има преку 150 дела, од кои 100 ги избравме да бидат дел од изложбата во склоп со мојата ревија. Всушност, јас и таа сме цел живот поврзани, не само биолошки, туку она подлабинското, психолошкото. Она ми е на мене не само мајка, туку и најдобар другар и психолог. И јас на нејзе исто така. Креираме заедно, ги оформуваме нашите визуализации во плод. Сите плодови наши се многу женствени, многу морални пред се и многу реални да можат да секоја женско битие да ги применува исто така. Таа е повеќе на природата, на цвеќињата, се фокусира и ја влече повеќе живиот свет, а мене кристалите и материјалите, правејќи ги девојките да се чувствуваат и да веруваат во себе дека се кралици.
колку овие креации македонските девојки би ги задоволиле, дали ќе имаат можност за да ги имаат крај себе? Дали мислиш дека Македонија е земја каде што модниот креатор може да се искаже целосно себе си и колку може да успее? Јас пробувам да се искажам колку можам подобро и повеќе. Многу се битни средствата за да би можела во целост да покажам што се имам во главата. Меѓутоа, свесни сме во каква средина живееме, сепак не представува некој проблем за да барем и малку да се представи. Она што го видовте во сабота, тоа беше доволно добар пример за да покажам што се имам во мојот живот и што се случува кај мене. Значи тоа не беше идеја, цел и проект, туку тоа беше мојот живот, представен на писта. Од кого имаш најголема поддршка? Од мајка ми. Дефинитивно, значи од своја мајка. Да, и од многу клиенти кои што веруваат во мене, уживаат овде каде што сме сега јас и ти, уживаат да се во моето присуство и уживаат да се во моите креации. Од нив имам исто така, без нив не би можела ништо. Значи, моите клиенти, моите девојки, жени се мојата муза за работа. Од каде го доби талентот? Го добив најверојатно првично генетски од прадедо ми, може да се каже. Јас сум кумановка инаку. Во Куманово прадедо ми имал кројачки салон, бил еден и единствен и најдобар. Имало и други нормално, меѓутоа бил најдобар. Шиел и кроел за команданти, за генерали, сакоа, палта, цели комплети од дела. Потоа дедо ми отворил конфекција, кој татко ми ја продолжил истата. И еве сум јас, малку поинаку, не спортски, не одела и сакоа, меѓутоа во малку различен сфера ова што го работам сега. Исто така, од другата страна, од на мајка ми е нели уметник, сликар. Баба ми исто се занимавала со изработка на украси, кебани и такви работи. Тетка ми има 2 факултети завршено за креации, за креирање, така да тоа е. Дали ателието е твое дело и целата ова изработка овде, читателите и гледачите наши ќе имаат можност да видат преку нашите кадри, да ни кажеш малку нешто повеќе за тоа? Дали ова твоја идеја? Секако дека е моја идеја. Секое ќоше овде изработено од мене. Го изработував 6 месеци ателието, пред 3,5 години. Од самото обликување на рамките и на огледалата и изработување на истите до фарбање и патинирање на оградата, на кованиците, на избор на секаква боја и материјал. Идејата ми беше да немам црна точка во ателието, меѓутоа понатака како поминуваше времето сватев дека како и за во животот не е се розово. И уште за крај, Ива, да ни кажеш кои се твоите идни планови? Идни планови секако дека имам. Се уште сум под импресии, пред 2 дена се случи ревијата. Многу сум возбудена и се уште си ги враќам кадрите од тогаш. Секако дека имам, ќе бидете известени набрзо. Јас сум Ива Спасовска, а вие гледате Ексклузив.мк.